Дали во Кошаркарската федерација на Македонија се случува класично заложништво на вработените или пак се работи за хајка кон председателот Перо Антич, во овој момент не можеме да знаеме. На службените имейл адреси на спортскиот магазин Скок, YouTube каналот Оргутов стигна имейл од анонимен вработен во Кошаркарската федерација на Македонија. Читувани, по гледањето на вашата емисија како вработен во КФСМ, би сакал да ви се обратам и тоа анонимно, бидејќи од 30 август, по стигнување на првото барање, добивме забрана за комуникација со надворешни лица вон КФСМ. Точни се информациите дека во Федерацијата пристигнуваат барања секојдневно, меѓутоа председателот и генералниот секретар со заканени забранија да одговараме на истите, бидејќи наводите во барањата се точни. Чувствуваме голем притисок и затоа ве молам да објавите што се стига во Федерацијата час поскоро со цел што побрзо да заврши оваа голгота. Генералниот секретар и председателот ни забранија да комуницираме помеѓу себе на работа, комуникацијата мора да се одвива по мејл и притоа тие да бидат во CC. Забрането ни е да излегуваме од канцеларии, не тераат да бришеме вибер комуникации што сме ги имале со нив. Од генералниот секретар и председателот се прават планови како да се оценуваат клубови кои веќе го депонирале својот подпис на иницијативата за промена на Перо Антич и за кандидатурата на Младен Ѓуровски. Како вработен би ве замолил да ги известите соодветните институции како би завршила оваа голгота што поскоро. Кои се тие соодветни институции? Мислам дека клучната главната улога сега ја има ново формираното Министерство за спорт. Нема ли анонимусов можност исто во ова да го сподели на некои соодветни институции? Па мислам дека има. Сега тука малку се работи за природен човечки страв, борба за задржување на работното место. Може да се направат информативни разговори со дел од вработените. Може да се повика на разговор првиот оперативец, генералниот секретар или председателот Антик за да ги демонтираат овие работи. Прашуваме, Перо, излези, повикај кого ти сакаш, која сакаш камера нека застане. Кажи нешто по повод ова. Така или не е така? Ова е сериозно обвинување. Се во интерес на вистината, дали вработените се на вистина заложници, дали се трошени пари таму каде што не треба, дали овие 44 клубови се на вистина незадоволни или се силени да се направи хајка против првиот човек на федерацијата. Тоа е нашата тема. Тоа е нашето истражување. Џабе правите емисии, Перо ќе си оди тогаш кога он ќе посака. Таа работа не бидува. Што е толку моќта на Перо Антич дека ќе си оди кога он сака? Втор пат ќе кажам, таа работа не бидува. Спортските федерации не се донесени дома од актуелните председатели, имала председатели пред нив, ки има и после нив. Може секој да мисли како што сака, има правила, процедури, регулатива и председателот Перо Антик да ме извини на овој израз, може да летне од фотелјата за 24 часа, а не да си оди кога он ќе сака, бидејќи не е негова федерацијата.